Пресконференција која што одржуваме пред Министерството за внатрешни работи се со цел за да дојдеме до еден момент кога МВР не може повеќе да каже дека не слуша, дека не ги знае нашите забелешки, дека никако не може да ја добие адресата на која што ќе конечно преземе на акција согласно уставот и законите на Република Македонија. Она што сакаме денеска заедно и како советници и како началник да го кажеме многу јасно и отворено е дека не смееме да дозволиме и крајно непријатно е да втора година поред во извештајот на Европската комисија биде нотирано дека, како што се цитира убаво, овој пат имаше недоследни истраги од страна на власта за нападите и вандализмот врз зградата на општина Центар. Сите ние како политичари или како институции во државата се стремиме или барем декларативно велиме дека се ке сториме да забелешките повеќе не се повторуваат во наредните извештаи. Така крајно време е да и МВР и владата покаже дека навистина ќе преземе конкретна акција за да не се случи она што е најлошо, тоа е да и идната година повторно биде забележано дека власт има селективен принцип, селективен пристап и дека за некаде важи законот, а за некои општини како што е општина Центар, само затоа што е раководена од опозицијата, не важат законите и уставот во Република Македонија. Она што е многу битно е да се каже дека денеска испратив писмо до Министерката за внатрешни работи, тоа ќе биде поделено каде што, сакам да го потенцирам. Ја каниме јавно да присуствува на седница на Советот на општина Центар и тоа по термин кој што не зи одговара, затоа што се разбира ги имаме предвид незините активности, незината густа агенда, таа да каже кога ја одговара да присуствува на седница на Советот на град Скопје, односно на општина Центар, за да може таму да ја расчистиме работата и потоа, како што кажав, ова повеќе да не се повторува во наредните извештаи. До сега слушавме дека МВР не знае кои се оние кои што ја вандализира општина Центар. До сега слушав дека МВР никако не може да ги открие сторителите. Меѓутоа вчера токму на провладените медиуми, на провладените портали излегува слики каде што јасно се гледа дека еден од оние најактивни рушители на просториите на општина Центар се слика заедно со градоначалникот на град Скопје Гоце Трановски и со пратеничката Силвана Бонева. Тие слики излегува во, како што кажав, на провладените портали, така што ако не може владата, тогаш може владеачката партија или провладените медиуми да помогнат. Исто така, еве го истиот господин како се слика со координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Советот на општина Центар. Значи, ова е господинот кој што изјавуваше дека нема ништо заедно со ВМРО-ДПМНЕ, туку дека протестира пред општината, се сеќавате, само за да ги брани интересите на црквата, која што наводно нели требаше да биде срушена, односно активностите градиши да бидат прекинати. Еве уште еден господин кој што може да помогне во пронаоѓање на истото младо момче кој што протестираше. Веројатно го познава јавноста овој господин. Значи, премиерот е сликан токму со ова младо момче кое што даваше изјави, се сеќавате, вие ги имате тие изјави кои што кажуваше дека е тука присутен пред општината само затоа што нели сака да ги брани интересите на црквата и зошто сме пред МВР. Еве уште една личност, тука пишува да дадеме идеи, еве идеја како да се пронајдат сторителите. Овој лик е јасен, тука на сликата, ова е Министерката за внатрешни работи, сликана повторно со еден од оние кои што беа носители, организатори на вандализмот пред општина Центар. Овие слики се доволни, МВР да работи како што вели Министерката, согласно уставот и законите, очекуваме значи да таа реагира и сите заедно како советници, како началник, да завршам со ова, очекуваме таа да го одреди датумот и да дојде на седницата на Советот, која што специјално ќе ја организираме тогаш кога таа ќе го каже датумот. Благодарам, дали има некој друго прашање. Официјално сте барале од неа да го расветли инцидентот и што ви беше одговорено? И јас заедно со советниците 2 дена по тој инцидент, значи јуни 2013 година, поднесовме прекршочна пријава до непознат сторител. Тогаш се повикавме на она изјава на така наречениот организатор, невладината организација Веритас. Тогаш сите заедно проверивме во централниот регистар која е таа организација, која раководи
и се испостави дека таква организација невладина не постои, дека таква невладина организација не е воопшто регистрирана. Нели имаше една дама која што даваше изјави во име на организаторот. Нема никаков одговор на прекршностната пријава и знаете дека два пати поред, тоа советниците уште подобро од мене го знаат, имавме разговор, односно имавме информација од раководителот на МВР во општина Центар и она што е многу чудно и токму затоа го имаме ова набележено во извештајот на Европската комисија, МВР се прави како тој инцидент да не постои. Значи година и пол, односно 15 месеци не може да ги открие сторителите, а знаеме дека кога се каменува владата, да кажеме, во рок од 6 до 8 часа тие веднаш ги приведуваат оние кои што се осудуваат да нападнат државен имот на Република Македонија. Општина Центар е државен имот. Премиерот Никола Груевски најави дека забелешките од извештајот на Европската комисија ќе бидат инкорпорирани во нова стратегија на владата. Дали мислите дека ова ќе се најде на наредната владина седница на која ќе стане збор за извештајот на Европската комисија? Ако се има искрена намера да не се провлекуваат истите забелешки во наредниот извештај на Европската комисија, тогаш треба час поскоро оваа забелешка да биде отстранета. 2 години поред ништо не прави владата, односно МВР за да го расветли овој случај. Еве ги денески сликите, ова е сосема јасен случај. Доколку повторно немаме реакција од владата или од МВР, тогаш е јасно дека некој во Република Македонија сака да има проблеми, сака да има проблематични извештаи, дека ништо не прави за да тие негативности се расчистат. Односно ќе биде јасно дека за оние кои што и напаѓаат општини во Република Македонија се членови на ВМРО ДПМН, законот не важи. Врска со координаторот на Томислав Лазаревски, он кога објавивте документи дека он е потпишан на седницата на општинската комисија каде што се организирани протестите, на тие документи стои неговиот потпис, он се закани со тужба. Дали до сега ви стигнала тужба за тие? Да, тогаш ми беше кажано мене и на советниците дека тоа се наводни фалсификати, јас тужба ниту ние до сега немаме добијано.